Државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски преку итен допис до Собранието поднесе оставка пред мнозинството да го разреши. Предходно, владата достави предлог за разрешување на Коцевски, во кој како причини се наведуваат, како што се посочува сторени сериозни професионални пропусти во раководењето со јавното обвинителство, неовластено изнесување информации, податоци за судски предмети со што според владата била повредена законската обврска за заштита на тајноста на постапката, како и нарушување на угледот на јавното обвинителство и неговиот личен углед. Во предлогот се наведува дека Коцевски не постапувал согласно обврските утврдени со Уставот, законите и меѓународните договори, ратификувани во согласност со Уставот. Бензините и евродизелот поевтинуваат за 2 денари по литар. Цената на екстра лесното масло за домаќинство се намалува за 1 денар, одлучи Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад. Со одлуката се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 2,9%. Новата малопродажна цена на Евросупер БС 95 ќе биде 73 денари за литар. Евросупер БС 98 ќе се продава за 75, евродизелот за 66,5 денари, а екстра лесното масло за домаќинство за 65,5 денари за литар. Со одлуката на регулаторна за 0,248 денари за килограм се намалува и малопродажната цена на мазутот и ќе изнесува 32,635 денари. Од регулаторна посочуваат дека референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со претходната пресметка бележат намалување, кај бензините во просек за 4,932%, кај дизелот за 4,357%, кај екстра лесното масло за 1,790% и кај мазутот за 1,13%. Курсот на динарот во однос на доларот по кој беа формирани цените со претходната пресметка е понизок за 0,167%. Дел од барањата што ги поставуваат земјоделците се оправдани и ги одразуваат притисоците со кои се соочува примарниот сектор поради трошоците за производство, меѓународните случувања и последиците од климатската криза. Сите знаат дека владата е во диалог со нив во изминатите месеци, посочи министерот за земјоделство на Грција Костас Циарас, оставајќи отворена можноста за разгледување на нови мерки. Грчките земјоделци веќе 16 дена протестираат низ цела Грција. Испратија допис до владата со нивните барања, а надлежниот министер преку изјава за медиумите посочи дека постои простор да се разгледаат интервенциите. Како што објасни министерот, овие интервенции се однесуваат на трошоците за производство, преку мерки што директно ги намалуваат оптоварувањата и ја зајакнуваат ликвидноста на производителите, енергијата со обезбедување стабилна и пониска цена на електричната енергија за земјоделството, на нафтата, на земјоделското осигурување, соитни измени на правилникот. Грчките земјоделци во саботата одржаа протест со учество на представници од цела Грција. Одлучија да не одат на средба со грчкиот премиер и испратија писмо до владата со нивните барања кои јавно и ги објавија. Меѓу другото, тие бараат итна исплата на сите долгови што им ги должи државата, гарантирани минимални цени кои ќе ги покриваат трошоците за производство, намалување на трошоците за производство, надомест на изгубениот приход за 2025 година за сите производи чии цени паднале под трошоците за производство, запирање на масовните увози и лажно прикажување како домашни на странските земјоделски производи, итно двојно зголемување на земјоделските пензии. Протестите на земјоделците започнаа на 30 ноември со блокади низ цела Грција, како на граничните премини кон Евзони и Ники, кон Македонија, но и кон Бугарија и Турција. Најмалку 37 луѓе загинаа, 14 се повредени во поплавите во мароканскиот пристаништен град Сафи. Обилните дождови поплавија домови и продавници во стариот дел на Сафи, а надојдената вода носеше и автомобили. Поради поплавите училиштата се затворени. Мароко по 7 години суша се соочува со обилни дождови и снежни врнежи во планинскиот венец Атлас. Времето денеска во утринските часови наместа со појава на магла. Во текот на денот сончево со умерена облачност и претежно тивко. Во северозападните делови повремено ќе има зголемена облачност со услови за слаб дожд.
Во Скопје претпладне е во делови од котлината појава на магла. Во текот на денот времето ќе биде умерено до значително облачно, претежно тивко. Управата за хидрометролошки работи соопшти дека до крајот на седмицата ќе преовладува сончево време со мала до умерена облачност.